Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте. Добро вечер, драги гледачи, здраво живо Македонијо, здраво на сите Редкастери. Вие ја следите 8-та епизода од 3-та сезона на Редкаст. Јас сум вашиот водител Кирил Трајковски Максим, кој што секогаш, како што веќе добро знаете, ги носи најактуелните гости. Како и секогаш пред да го најавам гостинот, ги поздравувам оние што не поддржуваат на социјалните мрежи, на YouTube. Тука се разбира и нашиот генерален спонзор Клима Лайф, кои се експерти за нови брендови на клими, за нивно сервисирање и одржување. Значи, доколку се уште не сте набавиле клима, сега е вистинскиот момент да се јавите на 075 660 092, а момците ќе се погрижат за се останато. Денеска имаме гостин кој не победува само со удари, туку и со карактер. Човек кој во рингот оставил пот, оставил крв, ама оставил и гордост. И кој друг би се закитил со вакви епитети, ако не нашиот еден и единствен шампион, Вели Мумин. Вели, добро вечер. Добро вечер на вас и на Редкаст. Добре ни дојде во Редкаст. Подготвен ли си, кажи ми, за остри прашања и искрени одговори? Секогаш. Океј, ајде вака да почнеме од почеток. Сега, што те натера да влезеш во ринг за прв пат? Дали те натера желбата за успех или желба за да ја исфрлиш енергијата? Па да ќе кажам една генеза од прадеда, дедо, татко, па мајка. Ние сме центарски деца, значи родени Топана, во центар, во центар. Карши Карши Рамстор, значи Победа кафана имало тогаш на времето, пред земјотресот, значи ова го зборам. Кај Стара железничка, таму. Кај Стара железничка. И од таму после земјотресот ние се префрлиме во Ѓорче 2. Значи Ѓорче 2. Зашо пишува на Википедија дека си од Топана? Ја утнале работава. Кој секогаш Си се камуфлирал нешто. Не. Кој сака си ја пишува историјата како сака, значи победниците ја пишуваат историјата како сака. Но позадината е нешто друго. Но јас сум центарско дете, значи и од мајка и од татко. Сега кога се префрлиме во Ѓорче 2, кога не ги направи тие бараките таму германски, аустријски, не знам више како се. И ја тука сум роден во Ѓорче 2, каде што имавме една мултиетничка култура и мултиетничка сопадно со сите вери. Но Ѓорче 2 толку многу добро тоа го канализира, затоа што Ѓорче 2, значи тука имало роми, македонци, албанци, турци, власи, све има. Све сме имале. Све што треба да има. Една мултиетничка заедница. Ова го кажам кога сме учеле во Ѓорче 2 школото. Школото и таму тогаш секогаш се докажувале најдобрите и, како се вика, најјаките во школото, затоа што тогаш имало една друга генеза, каде што кој е најјакиот, појака девојка, поубава девојка, значи ние така сме функционирали. Но во моментот и да сме и колку пати сме се тепали меѓу нас, она, ама секогаш ние сме биле другари. Другари кои што никогаш не предадел, примерно тогаш сме имали и проблеми и со полиција, и со кој кого тепал, кој она. Значи, Ѓорче 2 остана синоним и стебло, каде што Ѓорче 2 се уште сега, јас живеам во Топанско веќе 20 години, но Ѓорче 2 ден денес ми е во срцето, затоа што немав некои можности повеќе. Ја спаѓам во семејство од работничка класа, кој што татко ми работеше во металски завод Тито, мајка ми беше домакинка, 5 деца чувала, она се грижала за нас, она све. Таткото беше кој што носеше леп и кој што почитувавме све ова друго. Но
сега се изменети работите. Татковците се дома, а мајките работат. Значи тотално измената структура во, како се вика, за овие мои 45 години. И кој што, еве, доаѓа во бенефит, да има многу разводи, многу проблеми со семејства и така натака, ама ќе го кажеме понатака во емисијата. Кажи ми, дали некој никогаш ти кажал дека не си за бокс? И што би му рекол ти денес на тоа? Па, не. Дека си малечок, дека си слаб, колку килограми имаш? 57 прочитав. Тоа категорија мува, така? Тогаш сум имал 45 килограми, Добро. што... Па те гледа сите, сика ти за бокс, ја. Во тоа семејство и тоа како здружение сме биле, нормално имало и побогати, имало и ова, ама ние сме се дружиле секогаш сме се дружиле во Ѓорче 2, пак зборам, кој што пак ќе кажам, за да бидеш фраер во Ѓорче 2, ти треба да се докажеш таму. За разлика сега како е. Добро, сменети се времењата. Центарски луѓе ги знаеме, вакви луѓе, онакви луѓе, све знаеме. Но Ѓорче 2 нешто било посебно. И тоа се покажало во историја од кога најголемиот отпор го добиваат од Ѓорче 2. Не Ѓорче 1, туку Ѓорче 2. Така. Ѓорче 2 било синоним за правичност, за меѓуетничка Fair play. И меѓуетничка Толеранција. заедница, толеранција, кој што никој од нас никого не предал како што сега се дешава во нашиот живот. И тоа се смени многу. Значи од 45 години па навака. Кога првпат почна да се занимаваш со бокс? Првпат почнав да се занимавам со 12,5 години. 12,5 години. Еден другар ме однесе во бокски клуб Скопје, каде што го запознав мојот тренер Руждија Калаш, професор на факултетот за физичка култура, доктор професор на ова, значи да не го омаловажам. Тој ми ги даде сите насоки во животот. Ја до сега можеби никогаш немаше да бидам ни боксер, ќе бев некој населник, ќе бев некој по затвори, по ова, она, ама човекот едноставно му верував дека тоа е така. Треба да го поминеш оној најтрневиот пат, треба да го поминеш, за да успееш, за да утре, и со тоа тепање што јас сум имал не негативна енергија, него сум бил експлозивен значи и карактерно, како што мајка ми и татко ми ме воспитувале, да ја канализирам таа енергија во спорт. Така. Паметно. И јас две работи имам. Или да одберам бокс, или да одберам борење, каде што многу тренери ме сакале во борење, но ја не сум го сакал борењето, не дека нешто сум имал против тоа, него едноставно не ме влечело борењето. Дури и покојни и еден од најдобрите тренери овде Ментас ми викаше: дојди во борење, ти ќе бидеш олимписки првак. Затоа што според мојот раст, според мојата сила, не дека ја сум јадел бифтеци, сум пиел вина или некој овона, за понатака ова станува збор, он ми викаше: дојди у борење. Викам, овој спорт едноставно не ме влече. Јас сакам бокс. Ти сигурно го гледаше Роки, Силвестр Сталоне и ти беше... Тогаш имаш, тогаш имаш тоа време си Роки, роден, првиот дел, така. Да, првиот дел. И секогаш сум сакал, да придонесам на оваа држава, но не као криминалист. Не знам дали него знаеш, како спортист. Викаат за боксот дека е еден од ако не и најинтелигентните спортови. Се сложуваш со тоа? Најинтелигентните и најтешкиот спорт од сите спортови. Кој ти омилен боксер, вели? Од сите времења? Касиус Клеј? Па вака се. Џорџ Форман. Ја ги знам цела историја на сите боксери,
мојата борба, Твојот стил мојата на борење, техника така. е на Тајсон. На Тајсон? Да. И секогаш сум бил таков. И колку да бил подобар од мене, и колку да бил потехничар од мене, но со настојчивост, Упорност. со упорност, јас сум ги добивал тие боксери. И така сум станал велик момин. И така сум дошол до Ова што си денес. европски медали и та. Кога првпат свати дека не се бориш само со противникот, туку и со условите, со системот и со животот? Тоа беше 2000 година кога 2004 година кога се борев за Олимпијада за квалификација на Олимпијада во Атина, каде што првиот ми се паѓа Рус, го тепам со прекин, вториот исто Рус, го тепам со прекин и после за квалификација за Олимпијада, кој што таа е главна, тој меч ми е главен. Јас живота сум го дадол. Да не кажам у категорија 48 колку е тешко да ти да ги одржуваш таа категорија. Ама тогаш 3 пати го имам декласирано турчинот, каде што 3 пати паја, судијата го дига, каде што судија не смее да го дига противникот. Сакаш да кажеш дека имаше некоја... Исто како Тајсон кога изгуби како се вика од Добро, не ги Бастер памтам. Даглас, мислам дека изгуби, кога му дадоа 3-4 минути плюс да се одвостанови, Така. значи кај нас е 3 минути борба, 1 минута имаме Пауза меѓу рунди. пауза, но кога има нокдаун, ти за 10 секунди, не за 10, за 8 секунди, ако ти не станеш, Толку. судијата више прекинува тоа. Така. Овде имаше 2 минути, затоа што судија на Европска комисија во бокс беше Дованели, тогаш може и да го проверите. Тој таков притисок направи. Кога го прогласија него за победник, Аха, он значи иде на Олимпијада 2024, ја не одам. мислиш едноставно 2004 извини. Да, 2004. Лани беше 2024. Ме збуни малку. 2024, извини. Више имаме многу информации. Да. Добро, не многу видно, битно дека имаше неправди информации има. Неправда имаше према тебе и ти го загуби тој меч, така? Едноставно декласиран беше. Дури тренерот го држеше, ако има снимки ова, го држеше, не можеше да стои на ноги за да примине наградата. Тука имаме проблем малце и со Грција. Зашто ги носите, како се вика, Македонија, она, па требаше тренерките да ги свртиме, да не пишува Македонија. Значи имавме од сите страни проблеми. Но тогаш јас на ринг плачев. Тренерот мој плачеше, покојни Живко Дуковски, кој што основаш на Златен гунг, он отиде у болница. Не знаеше дали ќе остане жив или не. Психички нешто падна или што? Да, психички, ама израствено. Значи, он тогаш имаше колку? 6 и нешто години имаше. Он не беше, како се вика, председател на клубот на Бокски клуб Скопје. Кој што ние сите сакавме да одиме на Олимпијада. Не со пари, него со срце и живот. Так. Иако они наоѓа спонзори за јадење, за како се вика, и за квалификациите, и за припремите, каде што сега е нешто малце подобрено, но не е толку колку што е подобрено, колку што било во бивша Југославија. Бивша Југославија, репрезентативците никогаш не се грижеле за припреми, за храна, за имале тим организирано било нормално, да се фокусираат само на борбата и на никогаш тренинг. не се грижеле. Како што било и Европа и во светот. Ние сме
јас сум бил чудовиден колку Франција, Германија, Италија за 6-7 боксери, 3-4 доктори, дури психолози имало. Дури психолози има. Ако, значи, боксот е посебна материја кој што, пример, ти ако имаш проблем дома, дали со жена, со мајка, болна, ово, она, то влијае во боксот. Ти мислиш таму, не мислиш на борбата. Да. Затоа боксот е многу карактерен и тежок спорт. И затоа Forbes 4-5 до 6 години, не знам, прикажа дека боксот е еден од најтешките спортови. Не е само тепање. Не ти беше страв да те лупне некој со некој кураше аперкат и да имаш после последици до крајот никогаш на не сум имал животот? страв. Секогаш кога сум легол у ринг, више знам кај сум. Исто кога да сум дома на улица, во Ѓорче 2, се тепаме 10 на 1, 3 на 1 и така. Никогаш не сум имал страв. Никогаш не сум имал страв. Но највише сум имал страв од суди, од тие делегации, како они ги кореспондираат тие удари. Значи, влијае било сепак- ваков удар, било онаков удар, знаеш. Чекај, со Тоа е тешко одговорот е. сакаш да ми кажеш дека сепак влијае од каде си. Тачно. Значи ти како македонец Ние како осети доза на дискриминација, ние на како притисоци. да, ние како Македонија никогаш не сме се избореле да оставиме печаток на светот, иако од 2007, од 2006 па нагоре до 2019 година, веќе цела Европа и цел свет више не препознаваше, затоа што ние имавме една прекрасна екипа. Од 48 до супер тешка. Супер тешка беше Примислав Димовски, ја Ма во супер тешка категорија немаме некои успеси, освен Аце Русевски на времето, нели? Не, Аце Русевски беше помала категорија. Така, супер тешка е тие Тајсон што се, например... Супер тешка имавме Примислав Димовски, пето место на светско првенство во Италија го освои, верувајте, со никакви припреми, со никакви доктори, со никакви, само ја, тренерот Калач и Примислав Димовски сме иделе како легионери на странци и одиме да се бориме со цел свет. Било многу тешко. Так. И со никакви пари. Дури во Италија направија тогаш кога беше светското првенство, имаше како се вика имаше штрајк на железничарите. Ние чекавме 15 сати на, како се вика, на метро. Во метро. 15 сати. Додека они не го одат, за да јас сум стигнал на мерење во 6,5 сат. Значи, изморен цела вечер, не си нити јадеш, не знаеш колку килограми имаш, немаш вага, немаш ништо. Нешко. Ја доаѓам на контролна врага, тоа го знае и тренерот мој и Примислав Димовски го знае. На контролна врага ја имам 700 или 800 грама повише. А за 1 сат завршување. Како се вика Мерењето. Ти губиш на мерење. Најголем противник е на боксерот е килажа да не донесеш на вага. Тоа ќе биде срам за државата, тоа ќе биде срам за, како се вика, за самите нас. Значи сме отишле толков пат, и ние на крај да изгубиме на вага. И изгубивте или ти ги смали тие 700 за 1 сат? Јас сум трчал. Околу Сум трчал. Со на тренерот јакната, со на Примислав јакната. Они го знаат тоа, и ова ќе го гледат и ќе го потенцираат. Само за да се испотам, да ги симнам тие 700 грама, да дојдам 48 кила. Браво. И успеа? Тоа беше многу тешко. И успеа. И на крај ги победив сите. И доби медал. Да, бев Првак беше, така? Ти на Балканот знам дека три пати си балкански прв. И на крај успеавме и нашона, ама тоа беше желба, тоа немаше ни пари, немаше ни ова. Ние бевме желби, ние имавме желба за успех. За успех. Браво, Вили. Кажи ми сега вака, кој боксер ти бил најголем, не знам, страв, да речеме,
ти кажува некој ќе се бориш со овој и кога прв пат почувствува малце онака ти текне. Види, Према има ли некој посебен? Види, многу Да се исплашиш онака благодарение на мојот тренер, Руждија Калач, кој што секогаш ми кажал, од боксот, од аматерски бокс, нема многу пари. Но, вика, ако тренираш, и само ако тренираш, да тренираш. Што значи тренирање? Тренирање. Значи, јас сум тренирал по 3 до 4 пати на ден. Ти не си излагал од сала. Во ден. Значи, некогаш сум испиел во сала, затоа што салата ми беше автокоманда, а ја живеев во Ѓорче 2. Значи, Да, треба бајаги два пут. пати, Да, два не се пати исплати. треба. Некогаш, многу пати сум трчал до автокоманда, па сум се враќал дома. Така. Заради таа кеш и заради тој, како се вика, несериозност према спонзорите, према овој спорт. Така. Ајде кога сме кај спортот, македонскиот спорт важи за нечист. Зборам општо. Дали и тоа се случува и во боксот? Од секогаш било нечист. Поготово македонскиот спорт од секогаш било нечист. Фудбал, кошарка, ракомет, бокс, атлетика, Од не секогаш знам, било нечист. се што имаме. Јас сум компетентен да зборам за поединечните спортови. Како што е бокс, борење, таеквондо, кој што донесе. Постои ли медал. мафија, кажи ми, вели, мафија дали има Мафија има секогаш. во боксерската федерација? Да, секогаш има. Што се случува? Можеш ли на кратко да ни објасниш? Ќе ни треба 3 емисии да ова да го. Ајде, да го пробај кажам. 5 минути. Ајде, за 5 минути. Значи, мафијата во спортот е поготово нема голема мафија во поединечни спортови, затоа што нема многу пари. Еден спортист, ово она. Но најголемата мафија е во спортови, како што е ракомет, кошарка, фудбал и така. Тука е више хируршки рез треба да се направи, треба да се донесат прави спортисти или прави тренери. Ние кубуриме со тренери. И со услови. Условите, да не кажам, катастрофални се условите. Само гледайте го мојот филм Atomic End, што го направи Атанас Ѓоргиев. За тебе филм има? Или Да, има. документарец? Да, документарец филм има. Ќе пуштиме некои инсерти. Во какви услови ние тренираме и во какви услови на крај ние успеваме и го дигаме македонското знаме. Па ја не го дигам мојото знаме од ромско или од некое друго знаме како што некои други го прават. Добро, ама ти Значи, сепак ја си го дигам македонец. македонском знаме. Да, јас сум тука Етникумот роден. ти е Ром, тука, ама ти си македонец. Значи, тука ми е од ова поднемје. И тоа ме нервира највеќе, затоа што повише пари се даваат во овие спортови него во поединечни спортови. А поединечни спортови 35 години покажале дека Има успех, има има успех. просперитет, така. Значи има успех. Овде кај нас во фудбалот, ајде излегува 2-3 добри како се вика наши фудбалери, како Артан Шакири, Барди, Добро, Пандев, има многу, Елмаз, Елмаз, Столеа. значи, ама после колку години збориме? После колку години? Јас сум 80-та година. Абе, ние и со секоја генерација си носи 45, своји ма не добри ова играчи. генерација, ова е после 20 години и излегуваат овие господа. Кој што секој им чест. На крај излегуваат со македонско знаме и трчат низ игралиште. Како јас што сум го правил 360 пат. Дај да се вратиме кај мафијава. Кој стои у позадината на боксерската федерација? Кој одлучува таму? Кој ги држи конците? Прво одлучува од Агенцијата за млади спорт, па сега Министерство, кој ќе иде напред, кој нема да иде напред, кој како, затоа што ние сме главна карика за секој спорт. Зашто ние Чека, кој вие? Агенција за млади спорт? Да, па јас сум таму
19 Чека, години ако не се работам. лажам, избркан си од таму или не си избркан? Не сум избркан. Се уште не си, од се дисциплинска тужиш нешто. сум. Не, уште чекам за дисциплинска. Уште Ќе сум ми на раскажеш и дисциплинска. за тоа Да, нешто. 60% само земам плата. А одиш на работа или? Сега не одам затоа што ги водев изборите, законски ги водам изборите, председател на општинска организација во Шуторизе, Оризаре, каде што Беше се престанува све и така. Сега ќе гледаме, отном, потом, како е политика, како е ова, она, не ме интересира тоа, веруете дека и да се вратам и да не се вратам, јас сум истиот човек. Не иде ни лево ни десно, иде право. Тие луѓе што идат право, тука се најголеми, како ги кажам, најголема опасност према нив. Така. Затоа што не може да перат пари, и така. А има перење пари? Па има многу. Има многу. Кажи нешто, открив ретка ексклузивно. Има многу. Ја тоа им го оставам само на финансиска полиција, тоа да го среди. Ако некогаш дојде до финансиска полиција. Има многу. Дали некој промотер или функционер пробал да профитира на твоја сметка? Промотер или? Функционер. Функционер не мора да е политички, ете да речеме, не знам. Па не, повише политички имаат профитирано на моја сметка, зашто јас сум. Со твоето име? Значи, да, долги години бев ја, ајде додека во ВМРО бев ја, као дете, кога ВМРО овие што се министри, ово она биле мали, биле ово она, кои немале леп да јадат, ја тогаш сме, како се вика, со брашно и јајца и сме лепеле плакати, ама не сме лепеле плакатите на ова, за некоја кауза, ајде, ВМРО-вска кауза, да кажам. Сега ова не е ВМРО, ова е ДПМН, не можам да кажам ништо према ВМРО, ова е ДПМН, ова све што се дешава овие 30 години. Сме ги лепали тоа на 15 метри за да не ги кина тие плакати и овона. Тогаш имале некоја кауза, некој овона. Ама кога видов дека ми го искористија името, како и Маријан Спасевски што беше мој директор овона, па сум го избркал од кафана. Да, со се жена му, со се овона, да не зборам понатака, зашто ми има местано за да он да добие поени према Груевски, разбираш? Како они да се збогата. Но ништо за спортот. Јас сум бил во сите комисии што биле за спорт. И секогаш сум бил најгласно говорник. И по телевизии, и по телевизии, и по подкасти, Значи, не можеме ние вака да функционираме. Ако сакаме општествена одговорност пред се, втора работа, да ние едно општество за сите, како што збориме сите што збореле овие министри, како се вика, и премиери, ние мора да се грижиме за секој народ. Па не само за македонците, не само за ромите, не само за албанците, не само за турците, не само за бошнаците. Значи, ние треба да имаме едно општество. Ако тоа дете има Талент? не талент, неко резултати кај нас. Ако тоа дете има резултати кај нас, таа мора да добие стипендија. Ама за да има резултати треба и талент да има, се согласуваш, не? Се како? Пред се е талентот. Па тоа зборам, ама да. талентот За е да направиш 5%. така А е, све друго работата е, така све е. друго е работа. Тренинг, работа. 95% е работа. 99, друже, не 95. Треба да се работи, да. Значи, ние и тука ги разграничува, кај што ја бев најгласно говорник, ги разграничуваат, овој е од оваа партија, овој од оваа партија, од овој. Вело, дете во има ли? Има. Мора да земе стипендија. Така, да Ама напредува. не да даваме стипендии на наши На фаворизирани. вработени. Не, на наши вработени кои што уште не се одродени. Разбираш? Значи на толкави деца да им даваш по 2-3 евра, како се вика, стипендија. Тренирала, не знам, што? Джујджицу.
Ама, што и да е? Ама чекај, има време и за незе. Ако она успее, зашто да не? Да. Тоа го имаше кај нас. Тука бев најголем гласноговорник и тука ме трна, од сите комисии ме трна. И јас сум бил најголем трн у око, затоа што јас сум дели момент, сепак со орден за заслуга, кој што многу малку луѓе имаат во оваа Република Македонија. Браво. И највише сум се изборил. Национална и пензија 300. зимаш? Да, зимам. Зимам, Тој ама не треба ми ја да подарија. зимаш. Ма Као треба што си ја зборат заслужил. некој, као што зборат некој. Си ја Не, заслужил. дечко, ти имаш резултати. Ја као што го зборам за стипендија, имаш резултат. Да, имам резултат. Повели. Повели, еве ти ја стипендијата. Така е. Кажи ми, Вели, кој беше твојот најтежок пораз? Ама не во рингот, туку во довербата, во предавството или во неправдата? Не, најтежниот пораз го добив од самата држава. Која е? Најтежниот пораз го добив од самата држава. Самата држава, примерно, еве, додека имав добри односи со Никола Груевски, тогаш немав ни бев стипендист на Агенција за млади и спорт, бев, како се вика, еден од најдобрите боксери и зашто сум 3 пати спортист на Македонија од сите категории. Така. Значи да не зборам кои еминентни луѓе сум победил во моја категорија, во спортист на Македонија. Значи не сакам да им го спомнам името, затоа што они биле име и презиме за оваа држава, како што сум и ја. Горан Пандев, Кирил Лазаров, Прбица Стефанов. Јас сите тие сум ги победил. И сите дојдоа ми честита. А сега се чувствуваш како отфрлен нешто? Како Јас сум дискриминиран? отфрлен више 20 години. 20 години сум отфрлен. Оно што сакав да кажам, кога имав добри, кога имав само стипендија, немав, пошто не можеш ти да живееш во семејство од 5 деца во никакви услови и ти да доаѓаш и тука да спиеш до ова, како се вика. Тогаш побарав социјален стан. И Никола Груевски ми обезбеди социјален стан, кој што сега јас 20 години сум уште под социјален стан. Тоа се отплаќа или не? Ја го отплаќам само кирија. И никогаш немам право да го откупам. Ова е стан за државата. Така. За било кој да дојде. Овие што изиграваат големи војскодавци и не знам што, како, не можам више како да ги наречам. Олигарци. Олигарски. Така се. Па што не каже Земјопоседници. што не каже Чифлиганец, пошто ја и со него сум еве ти поклон еден стан. Што не каже Азманов, еве ти поклон еден стан. Да не бидам како се вика у социјален стан. Да ја секогаш, ако не платам 3 кири, па да ми праќаат црвени покани, ке ти селим останат и ова. Кај дидам ја? Кажи ми. Добро, Вели, Ја едноставно треба да знаеш она како мачорот Том и Џери, кога си зема робот за дома, да ги брка тие глувците, он си става и си оди од оваа држава. Кажи ми, бе, Ја Вели, не сакам да си нешто одам не од ми е оваа јасно. Ти држава. од Не ме боксов- бркајте од оваа држава. Од боксов нема ли пари, бе, човек? На времето имаше. Ти нели можеше нешто да заштедиш да си купиш еден твој стан? Мора ли од државата да мислам, трни на страна, ја те разбирам тебе, стварно заслужуваш. Како можеш со стипендија да купиш стан? Па добро, не разбирам Затоа што не си вработен. Со победа од еден меч, колку се заработи? Не, ама види сега, да ги разјасниме работите. Аматерски бокс и професионални бокс е многу поразлично. Добро, ма ти си професионалец во лесна категорија, кој што разбирам. Професионалец во аматерски бокс. Во аматерски бокс. Во аматерски бокс. Каде што само земаш стипендија и Добро. чао, пријатно. Сега, кога ќе отидеш у банка, да парципираш, примерно, дајте ми
кредитен стан Така, или така. ова и она. Така. Вика, не можеме вие. По кој да основ? гледаме. По кој основ? Така. Таа ти трае 4 години и чао, пријатно. И затоа ова е мој апел еден. Кај се овие луѓе? Азманов, еден од најаките, како се вика, овој другиот што го спомнав. Имаат милион станови. Да. И на крај јас завршувам социјален стан од 45 квадрати. И затоа треба да го плаќам. Секој месец као кирија. Но никогаш не можеш да го откупиш. Ова е срамота за оваа држава. Јас сум со орден за заслуга. И многу пати сум им пишал на, како се вика, на Фейсбук на нашата председателка. Прием сакам кај вас. Затоа што во бивша Југославија вакви спортисти добивале станови, куки и све свашта. Ама тоа беше Југославија, ова не е Југославија, малце различно е. Епа, тоа, јас сум малце... Како стоиш фамилиарно? Слушнав дека ќе се жениш по кој? По четврти, пети пат. Ти маленко ќе го стигнеш уште малце. Па по четврти пат. По четврти По пат. четврти пат имаш дечиња од претходните бракови? Не, само имам од една особа, Менка Трајковска, кој што направивме две прекрасни деца, Максимилијан и Кристофер, кој што ја им ги дадов имињата, по едни Генерал уметници. Максимус. И Кристофер Колумба. Да, генерал Максим, ја имам и книгата. Затоа што се тие се прекрасни деца кои што е самиот систем, може системот е добар со закони, со све, но не се спроведува. Тука живеат во Македонија? Да, се уште живеат во Македонија. Ги гледаш, комуницирате? Не ги гледам веќе 2 години, само плаќам алиментација, каде што социјално, како социјално, кој што има 300 министерства, 300 министерства, совет, како се вика, се не видам више на оваа тема, кога зборам. Не те прашувам, ако никаш нема да те прашувам. Толку ми е тешко. Ајде, нема да Како спориме. може социјално Министерство за спорт, кој што има од министер до цела, значи има инспекцијски надзор, има психолошки надзор, има ова, и мене ме праќаат во невладена организација Хера. 6 месеци кој треба ја да се појавувам таму, па да ми објаснуваат они како ја треба да се понашам према... Тоа е како некои советници, брачно советувалиште, социјални работници. Ама тоа го има во социјално. Па го има. А што барам ја како се вика... Да се надградиш, бе, брат, како што бараш? Ќе се надградиш, А што, треба да клекнам на колена, да молам за своји деца, да молам. Се шалам. Бе, добро, овде така функционираат некои работи. Си ја префрлаат. Ама не смееме така више, бе. Значи, тие луѓе што се во Министерство за социјална, Па што не одиш таму? социјално, каде што? Ако ти покажам документи, ќе се чудиш. Значи, толку имам документи. Со придавки, со се. Не ги боли уво, да не кажам не ги боли. Разбираш? Так. Едноставно ние сме во таа ЛГБТ заедница и сега ќе си го тераме америчкиот живот или европскиот живот. Да. Да, таа ме вика, слушај, ти баш имаш еден круг вака, вика, и точно ми дојде знаеш, она направиле, значи, како на мета и каде ние правиме грешки, примерно, ако и се развикаш на собствена жена, ако и се развикаш, тоа е семено насилство. И на крај, ако, пример, дојдеш дома, водиш љубов со твојата жена, а она не сакала да води љубов, она може да те приведе
она може да те пријави. да те тужи, вика за сексуално насилие. Па ја викам, добро бе. Па зашто сум се оженил ја, викам. И се смеа сите. Зашто сум се оженил ја? Значи да имам семејство, Па може не еден од да две, имам, може да имам некоја. нормален, правичен однос према своја жена. Викам, зошто е ова, викам. Кај вие летате? А викам, ова и само им кажа вака. Ева ова им кажам. Ја викам, 6 месеци овде да се занимавам со вас, нема да се занимавам. И сега ми дадоа уште 6 месеци да ја не можам да им се доближам на моите собствени деца. Кој што плаќаш. Како Да, се имаш, вика, ти, имаш право да ги гледаш. Немаш право. Не. Све они додека не помине тие 6 месеци, немаш Не, ја право. кажам како треба да биде. Сега Не. зошто ти немаш право, оние тоа Ама се ја одлучиле. Ја имам 20 поплаки према затоа полиција. можеби, да. 20 поплаки кои што она и по решение Вели? и по договор не се пријави. Овие ќутаците. Кажи ми, Вели, си удрил ли некоја жена? Жена? Дали си удрил, да? Не сум удрил. Никогаш? Не сум ја удрил, но сум се развикал. Сум се развикал и тоа било кога Кристофер имал 2 години, каде што тогаш бевме стварно, имавме и академија, академијата ова, Максимилијан ни се роди, Кристофер плачеше цела вечер, дали забе им расте овона. Самата госпожа 3-4 пати го има ишлапано по газ, Кристофер. Ова е жива вистина, живи Господ, еден нека ми е Господ, вистина. И тогаш, па добро викам, ти дали си нормално, викам, ова што го правиш, тоа е мало дете. И не смеш вака да се понашаш, викам. Не Ги разбирам. земав двете деца. Жими Господ, жими една мајка што ја имам, што утре ќе треба да се направи операција, ги земав двете деца и им ја пее песната Ај на тато мачето, 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 ај на тато кучето, кучето. И така ги смири тие две деца. Она била многу изморена, затоа што работела и кај сестри, шиела, работела и со, како се вика, со девојчињата кои што ги правеше за пилоксин. Значи, тоа е ја има многу трпение, затоа што јас сум бил боксер. За да некого начекаш, треба да имаш многу трпение. Само дисциплина. Само дисциплина. Пази, Така е. поготово кога си у семејство, треба да преголташ 3 кленли, за да го издржиш овој систем кој што ти го налага. Знаеш како ти го налага? Тоа ти е како, знаеш како, мажот ќе го згазиме на под, а жената треба да иде горе. Ова се деси поготово со сијала. Девојката што почина, За која? одвеле си и ова, што мажот, Аха, добро. дечко некој незин, таму. што е утепа. Так, сега. Колку пријави има? Предходно да, многу има. Колку пријави има? 4-5 пати ако не е пријавен. Ако не и повише. Дали институциите, како се вика, Реагирале на реагирале? време, Не. Па исто, ја имам толку пријави имам према незе, со дупка на глава, за 8 март, само за да се шета, со дупка на глава. И тоа им го имам, значи, таму кога ќе се отвори мојот фал е толку. А што со дупка на главата? Те мамна нешто те Не, Како со- детето со дупка на глава. А од кај детето дупка? Ни он не зна, ни он. Потоа сум го снимал детето, се Паднало плаши, нешто, се се плаши. повредило? Не, некој го удрил. Некој го удрил. Со крв, токава дупка на глава. Ти го пријави тоа? Као татко, као боксер, исто кога му се скина аркадата на Максимилијан, јас сум му ја затворил, кога не се во државна болница,
не, у градска болница, извини. И кога дојдовме на нив, ајде, имаше таму хаос имаше. Дојдов таму и вика кој му затворил вака и она уште се курчи, па татката е боксер, она. А тоа е ради незе. Ногите си ги ставила вака и вика Менко трни ги ногите зашто децата трчаат ни станат. Ти се сопна. Се сопна и на маса аркадата отиде. Крв целиот. Добро, се случува сега, деца. Не било намерно, вели, така, или? Ма јас секогаш сум бил... Ти си предострожен. Секогаш знам. Јас знам што може да направат деца. Јас сум растал со 5 деца. И што вика докторот професионално му ја затворил раката. Тоа сакаше да. И само му ставија лента. Вели, многу сериозно влеговме. Ајде да смениме темава. Уште 10-15 минути ќе завршуваме со ово интервју. Кажи ми уште еден податок што ќе ги интересира гледачите, сигурен сум. Што е бифот помеѓу тебе и Борко? На кратко, можеш ли да кажеш? Што се случува со вас? Бифот не можам да го разберам, затоа што, пази, он никогаш не бил спортист на Македонија. Он никогаш не бил наградуван од председател на Република Македонија. И тоа е само некој порив негов, порив кој што его, самобендисаност. Тоа е така и така се понаша со сите вработени кај нас, еве ден денес се шалат. Ја викам, ја никад не би се вработил, никад не би се вратил таму више. Не ни сакам таму. Јас сум го кажал и во други емисии. Ја кога идам на кај работа, ми се враќаат нозите назад. Затоа што ја не можам, кај да идеш? У која фирма да идеш? Да, ти си спортист. Кафич да си, добро, а не барем си... ќе има во кафич да работиш, барем ќе имаш некој разонода, луѓе, разонода, еве, со келнерка, со ова, со она. Овде е све кој како излегол, кој како не излегол. А што правите таму? Само ја По барам. канцеларија? Добро, јас само пошто они ме третираат, демек ја не сум идел на работа, тоа се глупости. Он кога дојде на власт, он ја трна, како се вика, книгата за евиденција за работни односи, плюс имаме електронски. Се куцат. Да. Кај е книгата за евиденција? Затоа што, ако картичката не ти работи, тогаш ти мора да се запишеш. Или, ако ти работи картичката, ти пак мора да се запишеш во книгата на евиденција. Во колку сад си дошол и ово и она. Сега чекам од Агенција за администрација, што ќе направат, верувај. Добро бе, Да вака, се- еве, сега те слушам збориш. Не можам. Па ти си еден импозантен боксер, да кажам, во Македонија. Зашто не си отвориш коло за бокс? Ете ти профитабилно место каде што ќе се запишат луѓе, млади спортисти што сакаат да боксуваат и на некој начин ќе имаш некоја екзистенција. Што мислиш околу тоа? Си размислувал некој? Па види сега, агенцијата или сега као министерство, секогаш, ова јавно го кажувам, секогаш ги одредуваат, иако ние немаме право, како министерство, како агенција да се мешаме во федерациите, ние и текако се мешаме. Цела вистина. И текако се мешаме во кој да ставиме председател, кој да ставиме ово и она. Така ни се дешава и со Олимпискиот комитет. Значи, вака е, фал, надоле. Тоа се луѓе кои што може да не донески окей, разбираш. Ама структурата што имаш надоле, тоа е све за уаут. Значи, све е за уаут. Значи, управниот одбор, наш, и управниот одбор во Олимпискиот комитет, само гледам ги генезите, кои се, што се. 3/4, секоја чест. Шабан Трстена, Могамет Ибрагимов, секоја чест. Ова друго, ова е се за заколоци надвор. Ајде сега малце психолошки прашања. Ама брзо одговарај ми. Кој е твој најголем личен демон? Кога ќе останеш сам или кога, не знам. Самиот себе.
самиот себе. Најтешка е борбата со самиот себе. Кој што се борам со самиот себе, затоа што ја премногу сум направил за оваа држава, а државата не направила ништо уствари за мене. Како што кажал J.F. Кенеди, не барај ти да бареш да кажеш да направиш нешто што ќе направиш за твојата држава, него ти што ќе направиш. Па јас сум направил за оваа држава, него вие што направите за мене. Што те мотивира кога пропаѓа се околу тебе? Само љубовта. Љубовта помеѓу пријателите и помеѓу семејството. Затоа што више пријателите се ставени на еден прст, два прста, не се више повеќе прста. Ама семејството е тоа исто кој што не може да го смениш, како и да е, затоа што тоа ти е дадено од Господ. Не може да ги смениш. Дали си се борил некогаш само за пари, а не од срце? Никогаш не сум се борил за пари, затоа што многу пати овие спортски кладилници ми давале можности. Ти вика изгуби го мечот, а да уплатиме. Не, спортски не. Кога збориме за пари, парата е малце поопширна работа. Спортски кладилници кои што ми давале пари, како што вие наши спортисти. Да ги рекламираш? Рекламираат тоа, ја викам не. Браво. Они се знаат. Не можеш да го видиш никогаш. Ни за банка, ни за овие кредити, што се овие брзи кредити што го убиваат народот, со енормни како се вика камати. Ни за кладилници не можеш да ме видиш никогаш во такви, ако треба сол леп ќе јадам, во такви организации нема шанси. Јас сум ги одбил и во времето на Наумче Мосевски, кој што ова, јас сум ги одбил. А за реклами, кој што ја не добив ни еден динар, за избери спортист, избери уништи ги пороците, избери спортист, јас сум бил, кој што не добив ни еден денар. Ама си сакал да ја потикнеш кампањата, претпоставам. Да. Против пороци. Да. Во такви реклами. Зашо пушиш цигари? Нели против пороци? Што пушиш цигари? Ти си првиот гост што не пуши цигари у реткост. Значи вака сега. Никогаш цигари не сум пушил. Се пропуши. Не, тоа се глупости. Ја до 35 години од завршување на мојата кариера, значи ја вода не сум пиел. Освен пури, сум пушил пури. Кубански. Какви да се, ајде сега, да не збориме, да не ги рекламираме, какви да, освен пури, ама пура не е цигара, пура е нешто. Кога пропуши цигари ти спортист? 2019 кога се разведев со маката те натера. Да, маката ме натера. По колку кутии, по 2-3? По 2. Добро. Престани, треба да видиш тренер. Дај Боже. Ако оваа држава некад ако можеш да ставиш некој познат македонец во ринг за 1 минута, кого би го ставил? Борко Ристовски. Океј, и што би му направил? Океј, видиме. Или шак играме, или нешто ќе правиме, ќе подаваме за топ. Што најмногу те нервира кај младите спортисти денес? Кратко. Дрогата. Добро. На кој боксер од регионот би му излегол без двумење и мислиш дека ќе го победиш? Ниеден боксер не би предизвикал, затоа што мојата кариера е завршена, само можеме да играме во умствена борба во шах. Ако утре се повлечеш од сите овие работи што ги кажа, зашто најмногу би жалел? Највеќе би жалел за жртвата на моите родители, што имаат направено до сега за мене, и би жалел за моите деца, што не можеш да ги видиш. Так. Јас се надам дека ќе ги видиш ти убрзо време, немој да се откажуваш сега од тоа. Не, борбата не завршува. Не, паднуваш, стануваш, тоа е, нема. Тоа е грешка. Јас сум борец, јас сум дете од улица. Така е. Што ти е следна голема цел, Вели Мумин? Следна голема цел ми е да си отворам пак боксерската академија Вели Мумин, пак да имам многу луѓе кои што
имам доста луѓе кои што викаат кога ќе отвориш, кога ќе отвориш. Сега мене ми треба комплекс кој што би го земал под закуп од државата, од СИС, каде што ќе ми го дадат примерно на 40 години, затоа што не можеш ти идеш во една боксерска во една школска сала, па да вадиш реквизити, па да ги ставаш, тоа е голема. Така. Голема Ако можеш да смениш само една работа во македонскиот спорт, која би била таа? Размисли. Сите функционери што се сега во моментот. Во моментот. Да, во моментот. И би ставил правилни луѓе, кои што се еминентни со име и презиме. Вели, брате, фала ти што беше толку искрен и што не избега од ниедно прашање. Тоа го прави вистински шампион. Еве ти од Редкаст едно поклонче од нас. Не е многу, ама мислам дека Само да не помада, Многу ќе ти значи. Не, брат, чаша од Редкаст само со Фала ти много, друго брендирана, друг ше е брендирана од новиве сезони. Големо почитување пред Редкаст и према Так. тебе како другари што се знаеме долго години. Кажи ми сега за крај, секогаш на гостинот му кажувам да се обрати кон камерата и кон гледачите, што би им кажал на гледачите, што би им посакал и да одјавуваме емисијата. Имавме навистина интересно интервју. Бидете тоа што сте и никогаш не се откажувате од вашата борба. Дали била физичка, дали била институционална, никогаш не се откажувајте. Зашто правдината секогаш ќе си дојде на свое. Може би нема да доживееме, но нашите генерации ќе ја доживеат. И бидете спортисти. Тоа што се дешава помеѓу нас спортистите, тоа е рикошет од самиот систем кој што се вработени лоши луѓе према нас. Тоа беше тоа, драги гледачи, Редка со нашиот шампион Вели Мумин. Овдека вистината боли повеќе од аперкат и кроше. Се гледаме во следната епизода и останете така спремни како Секогаш. Вели. Yeah. Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте!